Почитувани пресинговци и тие што не следите на социјалните мрежи, мој денешен гостин, професорката Гордана Давкова-Сиљановска од Јустинијана Прима. Добре дојдовте во нашето студио. Многу теми за Јустинијана и за јустиција, не знае човек од каде да почне. Еве, да почнеме вака. Основното јавно обвинителство пред неколку дена соопшти, иако преку еден медиум, дека е поведена предистражна постапка против шефот на државата и врховен командант заради тоа што не потпишува закони. Вашето толкување на ова. Јас во една моја колумна реков почна ловот на вештерките, вие секако го гледате тоа од еден правен аспект, уставни рамки. Па, како што тргнале работиве, преседан по преседан, Македонија ќе стане и навистина земја преседан суи генерис држава. Во тоа влегува и веста што ја соопштивте. Крајно невообичаено е прво да не информираат за предистражна постапка. А тоа намерно се прави за да стигне пораката до преседателот на државата. Второ, во многу држави постојат, еве Франција да ја земам, постојат специјални судови, значи на правдата, кои постапуваат кога председателот е во прашање. По нашиот устав, секому му е јасно дека за повреда на уставот и законите од страна на председателот надлежен е Уставниот суд. Замислете, основно јавно обвинителство не информира и тоа за постапка започната врз основа на анонимна дојава. Допрен глас. Не знам. Што значи тоа ако нема допрен глас, се знае дека тој не потпишал? Си има тамо дека треба да има или може да биде писмено или може да биде усмено, за тоа се води записник. Значи да повторам дека само Уставниот суд може да ја оценува работата на председателот на државата врз основа на така наречена постапка импичмент. Кога имаме ваква ситуација, кога обвинителство поведува постапка против председател, што се случува во системот? Најчудно е што се поведува постапка за употреба на правото на вето. Замислете, значи, која е дилемата, дека ветото председателот го ставил в джеп и го изгубил некаде по патот. Сите знаеме, јас не знам што бараат, дека председателот стави вето. И тогаш си има постапка, ако тоа се третира како кршење на уставот, се знае двотретинско мнозинство во парламентот, двотретинско мнозинство во Уставниот суд и тоа е рамнотежата на власта. Ама основно јавно обвинителство... Да, меѓутоа ова не е постапка на импичмент, ова е сосема нешто друго. Не знам каква постапка е, јас очекував основното јавно обвинителство да се активира по повод бројните повреди за време на референдумот, бидејќи и тука најчудно, никаде Врховен суд не е надлежен или кај нас според изборниот законник Управниот суд е надлежен за изборните нерегуларности, но замислете, заборавиле во изборниот законник да ја сменат во заборавиле во законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување, да го избришат членот според кој е Врховниот суд надлежен и така ние чувме исто така на телевизија дека во основното јавно, дека се формирало во јавното обвинителство, се формирала комисија до која може да се доставуваат, значи, иницијативи. Во една ваква нејасна, за мене лично нејасна ситуација, освен што можеби некој намерно си поигрува со правниот систем и создава ситуација на несигурност, затоа што сепак уставот е тој што ги гарантира нашите права и слободи како граѓани, не како членови на партија, не како функционери. Тоа доведува до реакција, морам да кажам, пред јавноста кај моите колеги, дека ако до вчера мислеле дека Македонија е слаба држава, weak state, дека сега некои од овие активности
ги тераат, ги наведуваат на заклучок дека се работи за пропадната држава. Бидејќи држава... Failed state. The failed state. Држава или недовршена држава. Да. Или држава во распад. Но вака или онака уставот не само што е нападнат, туку тој веќе е и отворен на еден многу чуден начин, затоа што и покрај се референдумот е заобиколен и се оди во една друга процедура за која вашиот колега Миро Церар, инаку сега вице-премиер и шеф на словенечката дипломатија, во некакви завиени рекавици кажа дека бил неуспешен, но сепак легална е процедурата која се води во Собранието за амандманите на Уставот, кои никој жив не ги видел. Јас не знам дали сте чуле и дали гледачите чуле, но веќе го кажав примерот со референдумот во Словенија во времето на Миро Церар, кој што беше успешен референдум, за кој што беа потрошени, како што пишуваа сите, дури 96.000 евра, и после одлуката судска дека еднострана била кампањата, значи се соочивме со оставка после 3-4 сати. Што е проблемот со македонскиот случај? Не знам. Еве, остро ќе го наречам тоа правен вампиризам. Зошто правен вампиризам? Значи, Државната изборна комисија соопшти дека референдумот, одлуката не поминала на референдум. Тоа значи дека референдумот или иницијативата беше мртва. Зошто? Правно мртва. Зошто? Бидејќи може ние да измислуваме разни толкувања, но и Уставот, и Законот за референдуми, други облици на непосредно изјаснување, јасно велат дека се потребни се два услови, не само мнозинство од излезените, туку и значи да излегле мнозинство од запишаните граѓани. Тој услов не помина, не беше исполнен. Кога не се исполнети условите, апсолутно бројките стануваат ирелевантни. Но, после 2-3 дена, откако во сите медиуми по светот, 8 на наслов дека пропадна референдумот неуспешен, спинерите дека ја доведоа во заблуда меѓународната заедница и сите во успешноста на референдумот. Па не чинел избирачкиот список. Пазете, ние минатата година имавме избори и во ред беше избирачкиот список. Предминатата година имавме парламентарни избори, дури имаше и комисија за прочистување на избирачкиот список и тој избирачки список беше во ред. Одеднаш сега избирачкиот список не е во ред. Онаа теза дека пописот е проблемот апсолутно не држи, бидејќи едно е државјани на Република Македонија, каде и да живеат имаат право да гласат, а друго е кои се попишува. Само оние што се во критичниот момент внатре или се надвор најдолго до 1 година. Како што гледате, тоа се сосема различни категории. Значи, ако не помина референдумот, апсолутно не помагаат епските приказни за тоа дека доколку излегле граѓаните и во мнозинство се спротивставиле, тогаш била јасна ситуацијата. Ама бидејќи го бойкотирале референдумот, а не се знаело дали го бойкотирале или абстинирале, тогаш, а згора и референдумот сега бил, замислете, постфестум, а консултативен, тогаш дека не е обврзана владата да го почитува референдумскиот резултат. Дали тоа значи дека и референдумот од 2004 година беше успешен? Еве јас да ја прашам, бидејќи истава власт беше тогаш. По таа логика е успешен. Ајде да ја вратиме старата територијална организација. Значи, ние ги учиме студентите дека со закон се менува закон. Со амандмани се менува устав. Со референдум се поништува друг референдум. Тој друг референдум од 1991 година беше задолжителен и беше успешен и неговите резултати обврзуваат.
кога реков правен вампиризам. Законот за референдум и други облици на непосредно одлучување си има член 30 во кој што се вели дека бидејќи суверенитетот на целава планета извира од граѓаните, а не од напратениците им извира од граѓаните, а не обратно, бидејќи политичкиот бог е граѓанинот, демосот, а не представниците, тие се изведена власт, тогаш не ми е јасно дали не го прочитаа или не го протолкуваа членот кој што вели дека во рок од 60 дена својата работа, своите акти, закони и слично треба да ги сообразат со референдумскиот резултат. Како ништо да не се случило, откако паднаа во една правна и политичка депресија 2-3 дена, одеднаш воскресна и сега под полна пареја си тргнаа во менување на уставот. Значи, одлуката за почеток на уставни промени е незаконска, односно нема правен основ. Така е. Таа не може да произведе правно дејство. Не може, но во Република Македонија Што до значи сега тоа? заспаната убавица, Уставниот суд нема да чекаше граѓани да иницираат постапки, туку стамено ќе иницираше самиот постапка за да покаже Тоа му е дека работа. го штити уставот и законите. Апсолутно, не треба некој да му дојавува, да му се јавува на телефон. Епа кај нас обично тоа е најважното, да дојави прав субјект. Сега имаме ситуација можна, да речеме, иако и тоа е многу комплицирано, председателот да ги повлече гаранциите, односно ливчето што му го даде Заев кога требаше да стане премиер, па да имаме уште покомплицирана ситуација. Па не знам тоа со ливчињата. Има такви најави. Тоа со ливчињата е повеќе беса или договор интерпартес, државнички, одошто акт што обврзува. Меѓутоа, не дека не важи. Не знам, може би ливчето го бара, основното јавно обвинителство. А ливчето, джебното вето или... Може би, листот, меѓутоа едно е важно. Мандатот, теоријата на мандатот. Не сме ни англичани. Меѓутоа, факт е дека одговорна власт секогаш се движи во мандатот кој што го добила врз основа на предоченото. Ние за време на парламентарните избори, а и подоцна, до неодамна, среде лето слушавме дека се додека го дишеме овој воздух, нема да се менува уставот, дека имаме одличен европски устав, дека режимот измислува дека некој ќе посегне по уставни промени, дека нема да има двојазичност на целата територија на Република Македонија. А сега слушаме дека политичкиот пазар, а не идеологијата, не програмата е основ за спроведување на она што е ветено. Ајде вака сега да заокружиме, мислам дека е важно и за нашите гледачи и тие што не читаат. Дали ние практично менуваме сега устав под диктат на Грција, што не смее да биде случај по никакви узанси меѓународни или домашни, како сакате, и дали Македонија практично се ребрендира и станува од деноминирана како во нов меѓудржавен политички субјект? Звучи логично. Значи, битката за пишан устав била битка за ограничување на власта, за политика во границите на правото. Зошто? Зашто само тогаш слободите и правата на човекот и граѓанинот, како преегзистентни, можат да бидат заштитени. Кај нас се случува нешто обратно. Не само сите ние знаеме дека суверенитетот во 21. век не може да биде апсолутен, дека е ограничен, дека кога ќе влеземе во ЕУ ќе пренесеме дел од суверенитетот на ЕУ, но тоа е една сосема друга приказна.
Непознат феномен е, прво, по донесувањето на одлуката за уставни промени, не председателот на собранието, туку премиерот да говори за важноста на тој чин, што е директно спротивно на едно од основните начела на уставниот поредок и на демократијата, поделбата на власта. Значи, во тој момент тој ги обедини обете функции во себе. И извршната, и, значи, представничката. Не ми е јасно зошто се толерираше ова. Второ, слушаме дека амандманите на 8 темина пратеници, кои не ми е јасно како сега од злосторничко здружение, така ги именуваат тие, кога ние им велевме да ги мерат зборовите, ги подсетувавме на презумцијата на невиност, сега одеднаш, значи, стана херојско друштво. И замислете сега, секаде кружи И привилегирано, оти они ги знаат веќе амандманите горе-доле. А ние никој не ги знаеме. Веројатно, проблемот е кога ќе се објават, што ќе прочитаме. Така барем велат во грчките медиуми. Дека ќе доживееме шок. Уставен шок ќе доживееме. Значи, сега слушаме дека овие амандмани ќе ги презентираат пред грчките политички партнери, за да видиме дали има место и тие да се вградат во уставните измени како гаранција за идентитетот и така натаму и така натаму. Непознат феномен. Па да бевме ние во федерација со Грција, па немаше да се случи тоа. Значи, тоа е, ако уставот е највисокиот правен акт, ако уставот е општествена повелба на граѓаните на Република Македонија, ако во уставот се утврдува суверенитетот на државата, тогаш не ми е јасна оваа постапка. Не знам што ќе се случува, меѓутоа мислам дека патот по трњето допрва ќе почне или ќе продолжи во Република Македонија. Кога реков дека одлуката за почеток на уставните измени е исто така крајно спорна, јасно ми беше, не смееме да заборавиме во какви услови беше донесена. Видете, може вашите колеги новинари, кои од 2015 навамо дури се трансформираа во прексуд, кога ќе употребев јас израз на телевизиите дека треба да ја почекаме постапката, ни велеа дека пакт со злото, како сме можеле да го толерираме злото. Сега одеднаш велат дека отварањето на вратата на пеколот сега значело отварање на портите на ЕУ. Видете, може фигуративно тоа да го замислиме, меѓутоа може и да ви ја отвори некој вратата на ЕУ, ама модус вивенди во ЕУ е владењето на правото. Сиве овие потези не водат сметка за принципот на владење на правото. Напротив, атмосферата во собранието, за која што тие велат дека била атмосфера на историски ден, не, беше атмосфера на историски срам. Еве зошто. Зборуваат кој на кого прави притисоци. Ама студент на втора година на правни студии знае што значи моќ и како моќта се аплицира. Знае дека моќта е во рацете на власта, дека власта ја користи моќта преку средства на закани и принуди по вас, по ваши блиски, дека моќта може да се наметне, а тоа значи да направите нешто со што длабоко во себе не се согласувате. Тоа значи моќ.
да наметнете некому однесување со кое длабоко не се согласувате. Со привилегии, вториот начин, третиот со индоктринација. Сите се во игра во моментов во Република Македонија. Јас од секогаш сум го бранела, и сум ја бранела уставната одредба дека пратениците, дури и кога се избрани по пропорционален систем, гласаат по сопствено уверување и ги представуваат граѓаните. Меѓутоа, сопственото уверување од пред една недела да го смените во нешто што е директно спротивно, А другиот политички противник да ви го прифати? да ви го прифати и тоа да се случи не со било кој пратеник, туку токму со пратениците кои што се во немилост во моментов, бидејќи за нив има сериозни судски постапки, луѓето на кои сите врати на телевизиите, во весниците им беа затворени, беа непосакувани, сега се добре дојдени и истите луѓе кои ги бесеа, ги судеа виртуелно, сега одеднаш станаа комуникативни, добронамерни, кооперативни, со емпатија. Би рекол премногу и за политиката, но да завршиме со ова прашање. Вие рековте историски срам се случи, дека Македонија е failed state, пропадната. Да. Чи каде го гледате, која е според вас завршницата на сето ова што сега се случува, овој процес кој гледаме дека тешко да се запре? Не знам, знаете зошто? Бидејќи во Преспанскиот договор има толку замки, има толку затворени врати. Еве една одма ќе кажам. Во моментот кога ќе се усвојат амандманите, ние не ќе можеме било каде да ја слушаме македонската химна. Тоа беше негирано. Ама извинете, во членот убаво си пишува дека, дека се што е, значи, името Македонија и придавките врзани за него, дека нема во службена употреба, нема Значи, во тоа е еден службени од настани шоковите кои се Еве да што ги речеме, најавувате. сега вие наместо да, ако сте репрезентативец, да мислите на играта, или кога има други надпревари, вие ќе бидете фрустрирани. Тоа се случи сега А со што ќе се коментарите. случува, видовме деновиве во Така е. Солун. Замислете. Кожени. Одеднаш Солун стана главен град на Македонија. Прослава имаше на заштитникот на Солун. Така е. И сега замислете, една област има главен град, истовремено дента чувнем изјава на министерот за надворешни работи Коцијас, кој што нели важи за наш пријател. Така си се обраќаат едни со други, нашиот министер за надворешни и тој зборуваше за фиромијанци и изнесе на Кипар една теза понебулозна, немам чуено во животот, дека ние сме се нарекувале македонци, откако во 1913 година дошло до поделбата, па сме го зеле името на областа. Замислете, значи, областите сами си даваат имиња. Не, областите имаат имиња кои се врзани за оние кои што живееле тамо. Може би звучам вака гневно, да ви кажам зошто, бидејќи вчера ми падна в раце еден текст на професорот Ферит Мухич, каде што вика колумна "Бидете гневни". Се што пишува Слично тамо на е во бунтувајте ред. се. Се што пишува тамо држи. Ама гневот кај него беше и кон обидот да се негира правото на самоопределување на еден народ и да се натера тој народ, бидејќи ниту Обединети нации, ниту Европска унија, на сите ни е јасно, не можеа, иначе ќе го сториа тоа веднаш, да го сменат името на апликантот за член на Обединетите нации. Затоа измислија една перверзна именка, бивша Југословенска република Македонија, но тоа не е име,
Тоа е акроним. Јас, кога сум се бранела, кога на мојата маса ќе стоело тоа име и ќе сум рекла дека ме фрустрира, сум велела, па името говори за кумот, а не за оној кој што го носи. Бидејќи ние имаме едно наследено име, ама сега ние самите посегаме, значи по себе. И уште тврдиме дека тоа било зајакнување на идентитетот, гаранција на идентитетот, и ги слушате оние песми, рефрени, дека гарантиран идентитет, гарантиран јазик. Што да ви кажам, значи? Ама придавката е најважната и ние сега гледаме што ќе се случува со придавката. Еден регион да има право како сака и каде сака да ја употребува придавката македонски, македонска, официјално. Оти ова беше средба во Солун со државници, а држава која што има име какво што никој друг на планетава не е одбрал, а можел. Јас честопати велам, ако толку и било битно името Македонија на Грција, па можела да го земе, бидејќи прва се ослободила од Отоманската империја, истото важи и за нашиот сосед Бугарија. Меѓутоа, еве, сите знаеме дека мора да се разговара со соседите заради нашето чекорење кон Европската Унија. Меѓутоа, има една граница. Мислам дека таа граница сами ја пречекоруваме и тоа е непријатно за народот. Да заклучам. Бојкотот во Република Македонија не беше случај. Па имаше дури и групација која што се нарече бојкотира. Бојкотот во Република Македонија не е затоа што некој не можел, бил зафатен или не сакал да гласа. Бојкотот беше намерен. Зошто? За да не се легитимира она што беше нелегално. Па сетете се кога не убедуваа дека треба да излеземе, велеа дека им треба легитимитет на Преспанскиот договор. Не го добија. Значи не сакаше народот да легитимира нешто. Како може нешто што не е легитимирано од народот сега да се имплементира? Благодарам многу. И јас ви благодарам.